Интензивирање на соработката со локалното население од граничните региони во споставување секојдневна комуникација со локалните власти се дел од препораките што ги упати универзитетските професори со цел сузбивање на илегалните преминувања на мигрантите. На конференцијата за локална безбедност во Струмица, Атанас Козарев смета дека освен редовни контроли, потребна е и соработка со жителите кои живеат во ваквите реони, кои се детектирани како илегални гранични премини. Може да се направат програми со кои што прво граѓаните ќе бидат информирани за овој проблем, второ да спроведат обуки за овој проблем, трето да се создадат услови за поголема инклузија на населението во правец на обезбедување квалитетни информации за определени мигрантски канали и рути кои што постојат и во овој регион. И сметаме дека во иднина овие активности треба да се интензивираат во правец на јакнење на капацитетите на локалната самоуправа и локалната полиција. За половина месец Министерството за внатрешни во две одделни акции откри организирани групи кои се занимавале со криумчарење мигранти, при што 20 лица се приведени за работија кривични пријави. Меѓу нив дури половина или 10 се од југоистокот, при што главните организатори се од Богданци. Како што кажа портпаролот на Министерството Тони Ангеловски, соработувале со лица од Грција и Србија, при што илегално пренеле над 200 мигранти за последните 10 месеци. За сите активности кои што ги спроведуваме, особено во борбата со криумчарите на мигранти, се координираме со полициите од соседните земји, како и од другите пријателски држави, и постојано разменуваме информации кои што се корисни и за нашата полиција, но и за другите полиции. А Министерството за внатрешни работи и во наредниот период продолжува со засилени мерки и активности, се со цел сузбивање на ваквите криминални активности, како и на секаков друг вид криминал. Летово по патиштата во југоистокот секојдневно се открива обиди за илегално транспортирање на мигрантите од јужната до северната граница со патнички и товарни возила. Во 3 наврати се случаи сообраќајки, при што 10 мигранти беа повредени, а едно лице загина кај Струмица.